Вести на Канал 8. Добар ден. Согласно годишната програма за здравствена заштита на стоката, започна акцијата за вадење крв за испитување на бруцелоза кај ситниот добиток, односно кај овците и козите на територијата на општина Кочани и околните населени места. Ќе бидат испитани околу 5000 грла овци и кози. Минатата година во Кочанско не е регистриран ниту еден случај на бруцелоза кај стоката, информираат од ветеринарната амбуланта Ветмет од Кочани, врз основа на проверката на терен со испитување крв кај овците и козите. Тоа се должи на континуираните акции за испитување на крвта кај стоката и евиденција и вакцинација на подмладокот на стоката против оваа болест, како и одличната соработка со сточарите, вели доктор Ѓорѓе Атанасов, доктор по ветеринарна медицина. Доктор Атанасов информира дека годишното вадење крв за проверка на бруцелозата кај стоката, која секоја година започнуваше во март, годинава започна од средината на мај. Претходните резултати не покажуваат знаци на болеста во општина Кочани. Некаде бројката околу 4-5 илјади грла на овци на кози, меѓутоа бројката ќе биде крајна кога ќе заврши акцијата. Значи тогаш ќе се знае која ќе биде вистинската бројка. Станува збор за заразно заболување, зооноза, значи болест која што е карактеристична и за животните, меѓутоа боледуваат и луѓето. Симптомите на бруцелозата се јавуваат кај гравидните, кај бремените овци и кози, најчесто се сретнува абортусот, значи предвременото раѓање на плодовите. Доктор Атанасов апелира до сите одгледувачи на овци и кози што побрзо да се обратат до ветеринарните амбуланти, за да се договори термин за вадење крв за испитување на болеста. Стручните екипи на ветеринарната станица и амбулантите деновиве започнаа и со годишниот попис на овци и кози за 2016 година во поширокиот Кочански регион. Инаку, акцијата за испитување на крв кај стоката за утврдување на бруцелозата е согласно зацртаната програма за превенција на стоката во земјава, која ќе трае до 2020 година, кога и треба да се утврди дали оваа болест целосно е искорената кај стоката. Граѓани од централното градско подрачје на Кочани со писмен допис се реагираат за нерешените комунални услови и покрај тоа што ги платиле давачките кон општината. Близу 2 години чекаат на изградба и асфалтирање на пристапна улица, период во кој газат по кал и прашина, а возилата се уште ги оставаат пред зградите. Нерешените комунални услови се секојдневен проблем за жителите од новоизградените стамбени објекти во строгиот центар на Кочани. Со писмен допис до нашата редакција, тие реагираат што локалната самоуправа го наплатила на доместокот за така наречени комуналии, но не им го решила прашањето за нормален пристап до нивните живеалишта. Во реакцијата, граѓаните навеле дека соодветно на високите цени за комуналии, надлежните за планско и просторно планирање утврдиле и улица која ќе минува од задниот дел на стамбените згради и ќе ги поврзува со делот од кај трговскиот центар. Дел од станарите добиле убедување оти било планирано и изградба на паркинг простор за автомобилите, а останатите пак инвестирале во подземни гаражи во соседните објекти. По 2 години од вселувањето, станарите се сведоци на кал во врнежливите и прашина во сончевите денови. Се жалат дека и понатаму нема каде да ги паркираат своите возила, а оти гаражите се блокирани од руинирани и запуштени куќи, а кучиња скитници демнеат во вечерните часови во неосветлено место, додека децата кои живеат во овој дел денот го поминуваат пред компјутер наместо да си играат во новото маало. Во неколку наврати, инвеститорите реагирале до општината за да се асфалтира оваа улица, но ситуацијата и понатаму останува непроменета, како пред изградбата на стамбените површини. Затоа станарите прашуваат каде е проблемот, дали се работи за нерешени имотно-правни односи или пак парите од платените комуналии се отидени на друго место, а не за соодветната намена. Ако се нерешени имотните односи, граѓаните прашуваат како општината продала градежно земјиште на кое утврдува изградба на стамбен комплекс со улица, а урбанистичкиот план не го реализирала целосно. Ако парите од комуналиите пак се потрошени за други намени, станарите прашуваат дали сега самите треба да инвестираат и во асфалтирањето на улицата. На крајот, во писмениот допис, групата граѓани од централното подрачје на Кочани велат дека според изгледот нивната околина наликува на иселени планински села, каде има се повеќе напуштени и руинирани куќи,
но кои со новиот проект за враќање од град во село веројатно имаат поголеми шанси да начекаат нов лик, отколку овој дел од градот. Благо опаѓање на бројот на кривични дела поврзани со недозволена трговија со дроги и психотропни супстанци е регистрирано на подрачјето што го покрива Кочанската полициска станица. Сепак и понатаму остануваат заложбите за откривање и санкционирање на таквото незаконско однесување, посебно меѓу младата популација. Во областа на недозволената трговија со дроги, надлежните служби во полициската станица во Кочани откриле и регистрирале 11 кривични дела. Од нив 7 се однесуваат на неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги и психотропни супстанции, а 4 кривични дела се за овозможување на употреба на наркотичните дроги и психотропните супстанции, пропишани и казниви по член од Кривичниот закон на Република Македонија. За овие незаконски постапки биле поднесени 8 кривични пријави против 7 полнолетни сторители, кои што според професионалната структура се невработени. Според етничката припадност пак, 7 се полнолетни македонци, 1 е ром, а во еден случај станувало збор за малолетна ученичка македонка. Како повторници во делата се јавуваат 2 лица. Во сите случаи, од сторителите биле земени примероци од урина и испратени на вештачење во одделот за криминалистичка техника на Министерството за внатрешни работи, каде што е констатирано присуство на метаболити на опојна дрога. Во текот на извештајниот период биле поднесени вкупно 27 барања за поведување прекршочна постапка против исто толков број полнолетни прекршители. Тоа представува известно намалување ако се има предвид дека претходната година оваа бројка била 45. Од поднесените барања, 22 се против невработени, 3 за вработени и 2 за ученици. Во 3 случаи биле приземени казнени мерки од страна на судското деление за прекршоци во Кочани. При тоа, во еден случај е донесена пресуда за изрекување парична казна, во еден случај имало укор, а едно решение е за отфрлено барање. Реконструкција на римско погребување од 2 до 3 век на археолошкиот локалитет Коколофрит и изложба на слики од универзитетскиот професор по археологија Бошко Ангеловски се настаните со кој музеот Теракота во Виница ќе го одбележи Светскиот ден на музеите. Секоја година Светскиот ден на музеите повод за проширување и избогатување на содржините во Виничкиот музеј Теракота. На 18 мај како надградба на постоечката поставка ќе биде реконструкцијата на погребување од римско време на локалитетот Коколофрит, кој е предмет на истражување последните неколку години. Едниот настане од областа на археологијата, реконструкција на гроб кремација од археолошкиот локалитет Коколофрит. Значи имаме изготвено една витрина, нова витрина, која што е на дополнување на нашиот музеј. Во неа се изложени 17 предмети од едно погребување од римскиот период, од 2-3 век нашата ера. Значи имаме една интересна ситуација со една поголема чинија со која беа поклопени кремираните коски на покојникот преку денот едукативни работилници со ученици. Ова е значи од областа на археологијата. Овој настан ќе почне во 20 часот и 30 минути во музејот Теракота Виница. Музејската ноќ во Виница ќе промовира и дела од авторот Бошко Ангеловски, универзитетски професор од областа на археологијата, кој пред виничани ќе прикаже 15 дела од неговиот сликарски опус, сумирани во изложба под наслов Разоткривање. Изложбата ќе биде отворена во галеријата Венеција. Инаку, овој настан музејот Теракота го одбележува со поддршка на Музеј на Македонија и општина Виница. Сдруженијето Општински спортски актив од Кучани е носител на проектот за промоција на природните вредности и биолошката разновидност на водопадите кај Браната градче. Реализацијата на проектот е дел од програмата за зачувување на природата во Македонија со поддршка од швајцарската влада. Уредувањето и промоцијата на локацијата кај водопадот на Браната градче е дел од проектот што го реализира Сдруженијето Општински спортски актив од Кочани.
Се работи за реализација на проект што е добиен преку програмата за зачувување на природата во Македонија, а чија првична идеја е промоција на природните вредности и биолошката разновидност во околината на водопадот кај вештачката акумулација. По подготвителните работи од првата, во тек е втората фаза од проектот, во која, поради неповолните временски услови во текот на зимските месеци за расчистување на теренот, неодамна се започнало со поактивни работи на терен. При тоа поставени се инфотабли за природните вредности и компонентите од биолошката разновидност, а изработени се флаери и постер за промоција на проектот и за запознавање на пошироката јавност за локалитетот. Во наредната трета фаза предвидено е да се изгради видиковец кај самиот водопад, со што ќе се овозможи едукација на различни категории граѓани, како ученици, студенти, туристи и слично, кои ќе го посетат локалитетот. Исто така ќе се постават клупи и корпи за отпадоци што ќе бидат распоредени во делот околу водопадот. Веќе е изработена и веб страница, а во план е печатање информативен материјал, постери и флаери, потоа одржување на промотивни средби со разни групи посетители, како наставници по биологија од основните и средните училишта, со нивните ученици, потоа на представници од локалната самоуправа, спортски друштва, туристички агенции од регионот и пошироко. На крајот е планирана и работилница со учениците од школата за цртање и сликање од Центарот за култура, кои ќе го насликаат амбиентот и природата кај водопадот. Ќе се одржи и едукативна средба со спортските клубови со цел како тие да го користат капацитетот за рекреативни намени преку пешачење, футинг, велосипедизам по ридско-планински предел и слично. Реализацијата на проектот на општинскиот спортски актив е дел од програмата за зачувување на природата во Македонија, која е финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка, која пак ги помага активностите за зачувување на природата и на локалниот развој во Брегалничкиот регион. Големите христијански празници повод за големи музички концерти со хумана мисија. Ентузијасти од Виница за Божик и Великден организираа настани, а средствата од истите ги насочуваат исклучиво во хумани цели. Група млади ентузијасти од Виница, меѓу кои веќе докажани актери и музичари, своите афинитети ги пренасочија и во хуманитарни цели. Големите христијански празници беа повод да организираат два големи концерти во едно од кафулињата во градот, а со собраните средства да го разубават секојдневието некому. Со средствата од Великденскиот концерт обезбедија намирници и хигиенски средства за десетина фамилии од социјален ризик во виничките села Липец, Градец и Стибања во претходна консултација со надлежните од Центарот за социјални работи. Инаку, оваа е нивна втора акција. Претходно, со Божикниот концерт, го надградија интериерот на Дневниот центар во Виница. Ова нивна музичка хуманитарна мисија не застанува овде, продолжува и понатаму, а според агендата, повод ќе бидат исклучиво православните празнувања. Следуваат информациите од спортот. Ракометниот клуб Јуниор од Струга повтор пат ја освои шампионската титула во Пионерската ракометна лига, а виничкиот клуб Тороспорт го освои второто место. Викендов во спортската сала во Виница се одржаа полуфиналните и финалните надпревари во ракомет за пионери. Шампионската титула во ракометната пионерска лига повтор пат ја однесоа ракометарите на Јуниор од Струга, кои викендов на винички терени ја совладаа домашната екипа на Тороспорт со резултатот 26:19. Ракометниот клуб Јуниор постои 5 години и веќе игра 3 години во финалните завршници. А пред година дена во Радовиш ракометниот клуб Рака Јуниор го освои пионерското првенство и денеска го освои пионерското првенство во Виница. Морам да кажам дека ракометниот клуб Тороспорт прекрасно се представи и мислам имаат светла иднина. Во полуфиналните надпревари ракометниот клуб Јуниор ја совлада екипата 2009 од Велес со резултат 33:18, а ракометарите на Тороспорт ја победија екипата на ракометниот клуб Струга со разлика од 8 гола и се пласираа на второто место. Јас како тренер на РК Тороспорт од Виница сум презадоволен со освоеното второ место, да се биде втор во Република Македонија. Како што знаеме, сите ракометот е спорт еден во оваа држава
да се биде втор во пионерска конкуренција е навистина една преубава работа. Децата се презадоволни, пресреќни. Пехарите и медалите ги врачи покровителот и домаќин на овој Final Four, градоначалникот Емил Дончев, кој го поздрави успехот на домашната екипа. Ова можам слободно да кажам дека е еден од најголемите успеси на екипните спортови во општина Виница. Се работи за ракометниот клуб Торо Спорт. Ракометарите се деца до 15 години со голем потенцијал. Ние како општина Војнина ќе вложуваме во нив се со цел да имаме една генерација на ракометари кои што ќе бидат во врвот на Република Македонија. Бронзениот пехар го однесе екипата на Струга од Струга, а наградите за најдобар голман, стрелец и играч отидоа во рацете на шампионот јуниор. Уште една информација од спортот. На државното првенство во борење што се одржа во Радовиш, кочанецот Иван Јанев го освои второто место и сребрениот медал. Во неговата категорија до 61 килограм малку недостасуваше тој да стане државен првак. Кочанскиот борач Иван Јанев, кој неколку години ги брани боите на боречкиот клуб Бучим од Радовиш, постигна солиден успех на државното првенство во сениорски категории. Во силна конкуренција, тој го освои второто место и сребрениот медал, пропуштајќи ја шансата да се закити со злато. На првенството што се одржа во Радовиш, во финалето на категоријата борачи до 61 кг, Јанев за противник го имаше Сейфулау од Лирија од Скопје. Иако во текот на мечот се водела изедначена борба, при резултат 2:2 нашиот спортист освоил поени и бил пред освојување на титулата. Сепак, во акцијата во која се очекувало да го совлада противникот, тој направил грешка и дозволил резултатски пресврат. Со тоа му овозможил на борачот од Скопје да го победи со 6:4, па на крајот Јанев морал да се задоволи со второто место. Предходно, на патот до финалната борба, Иван Јанев убедливо ги совладал останатите противници со технички туш. Во екипна конкуренција, најуспешни на државното првенство беа борачите на Бучим со 4 освоени први места, потоа Лирија со 3 и Тефејус со 1 прво место. Сепак, според крајниот резултат од бодовното салдо, на првото место се најде Лирија со 37 бода, 2 повеќе од домашниот Бучим, а Тефејус е третопласиран со 29 бода. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.